Добар ден, почитувани, следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Многумина веруваат дека срцевиот удар доаѓа ненадејно и без предупредување. Но дали е навистина така? Коронарната болест честопати се развива со години, а симптомите лесно се припишуваат на замор, стрес или проблеми со желудникот. Кои знаци мораме да ги сватиме сериозно? Навременото препознавање и интервенцијата влијае на исходот од инфарктот? Одговорите следуваат во продолжение на денешната емисија, а ќе ги побараме од доцент доктор Жан Митрев, специјалист по кардиоваскуларна хирургија. Останете на Телма. За коронарната болест и акутниот миокарден инфаркт денеска во Телма амбуланта зборуваме со доцент доктор Жан Митрев, специјалист по кардиоваскуларна хирургија. Докторе, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам на поканата. Кардиоваскуларните болести се мошни чести. Коронарната болест се смета за една од најсериозните болести на срцето. Зошто е тоа така? Точно, таа болест е многу честа и се уште број еден водечки во светски рамки како болест која може да заврши со смртен исход, и тоа е болест која предначи пред сите други болести воопшто, пред сите болести карциномски, дури пред трауми. Значи, една од, како што рековте, најчестата болест. Така. Коронарната болест од кога од медицината е препознаена како засебно заболување? Па, историски гледано, срцето се секогаш гледало и во медицинските кругови, во така, некоја историја ако одиме, како посебен орган, како мистичен орган, и во пред 100 години прв пат доктор Рен има направено сутура на срцето во Франкфурт баш. И тоа се смета како прва успешна операција. Тоа е било тогаш убот од нож во градите и тој прв прави, да кажам, таа сутура и пациентот преживува. И во тоа време се дига голема, така да кажам, во тоа време во јавноста, дека и тој бива на некој начин осуден од тогашните авторитети. Тогаш еден од најголемите авторитети во Германија бил Билрот, абдоминален хирург, бидејќи хирургијата во тоа време се сведувала повеќе на абдоминална хирургија и на некои трауми, мускулни повреди и така. И тој дури јавно, и тоа е запишано во историјата, јавно кажал дека оној кој ќе се осуди да хируршки да пипне срце, ќе ја изгуби довербата кај колегите, значи ќе осметат за шарлатан. Меѓутоа, од тоа време па навака, кардиохирургијата и генерално сите болести на срцето доживуваат тек многу покасно тој развој. Тој развој почнува негде 60-тите години, значи 1963 е првиот така наречен бајпас на срце, а самата диагностика е нешто пред тоа. Така да е многу млада гранка, најмлада можеби воопшто во медицината, таа интервентната кардиологија и кардиохирургијата. Што значи тоа? Како се лекувал инфарктот, односно срцевиот удар пред развојот на современата кардиологија и кардиохирургија? Па, така наречено конзервативно. Јас бев студент кога на одделот за кардиологија, пациентите кои имаа инфаркти, кои лежеа таму, се лекува со тогашните лекови и главната препорака беше мирување, да лежат во кревет, да не мрдат. И значи тоа е
во раните 80-ти години. Меѓутоа, како што реков, после првата коронографија која беше изведена во Кливленд, тамо негде 60-тите години, нагло почна да се развива диагностиката право. Со првата дилатација на коронарна артерија, која беше изведена во Цирих, тоа е негде, мислам, 76-та година, се доживеа прав бум во диагностиката и во интервентните процедури. И негде 80 и некоја, или од 1980-та, кога почнаа првите стентови, тогаш веќе се доживеа тој бум во кардиологијата, а секако и во кардиохирургијата. Зошто доаѓа до стеснување и оштетување на коронарните артерии? Што доведува до овој проблем? Па тоа е комплексен процес од еден повеќе, да кажам, процеси кои настануваат во организмот. Едно е, се смета дека стврднувањето на коронарните артерии е природен процес на старење. Меѓутоа, со сите овие испитувања, следења и така натаму, со многу студии од различни аголи студирано и е гледано што е она што највише влијае. Некои работи се знаат, некои се уште не се дефинирани, на некои работи се потенцират можеби и превише. Меѓутоа, сега она што го знаеме, тоа е наследните фактори, потоа диабетот, како една од многу честите, за жал, болести, многу често и покасно препознаена, бидејќи оној така наречен латентен диабет, кој што не дава симптоми. Кој не дава симптоми и не дава на овој начин контролиран шеќер во крвта, а тоа е нагладно, често знае да даде нормални вредности, а во суштина позадината е тој латентен диабет кој се треба да се испита на друг начин, а тоа е какво е нивото на инсулин во крвта после јадење, дали е таа инсулинемија нормална, доволна за да го метаболизира шеќерот, или треба големи количини на инсулин да се произведуваат во организмот за да се на подолго време. Така да тука негде е тој латентен диабет и кој може да трае повеќе години, па и децении. Пациентот воопшто да не знае дека има склоност кон диабет, така да го кажеме. И во тој период практично настануваат најголемите оштетувања на крвните садови. Потоа пушењето, тоа е еден од докажаните отрови за крвните садови. Тука нема некоја дилема. И тоа е едно од, да речем, покрај диабетот као метаболни нарушувања е и холестеролот, кој се обвинува дека е штетен, бидејќи во самите крвни садови се наоѓаат, поготово кај што има така наречени меки плаки, се депозити од холестерол. Меѓутоа, точниот механизам не е баш сосема јасен, бидејќи има различни видови на депозити во крвните садови. Некои се надвор од луменот, некои се во луменот, некои се под самиот ендотел. Најопасни се тие така наречени меки плаки. И сето тоа заедно всушност се уште не е комплетно докажано, меѓутоа у добар дел може со сите овие сознанија за здрав живот, така наречен. Така, дека велат и дебелината, стомачата дебелина, сето тоа води кон овој проблем. Точно, дека го зголемува ризикот и сето тоа
до некаде ние може да влијаеме на развојот на таа болест. А има ли вистина дека стресот влијае врз појава на овие болести? Современиот животен стил и слично? Видите, коронарната болест е од античко време, предпоставувано од тие големи доктори во тоа време. Меѓутоа, некако тоа сега доаѓа до израз, бидејќи тогаш имало други болести кои доминирале, најчесто инфективните болести, болести кои не се дозволувале средното преживување на луѓето да биде вака како што е сега. И коронарната болест сега се доминира од сите други болести, затоа што тие болести кои го скратувале животниот век, повеќе или помалку сега се под контрола. Под контрола, така. Старењето и годините на живење ја афирмираат оваа болест како нова болест. И сега секако се бара и причината како тоа одеднаш волку многу пациенти има, тогаш се умирале помлади, сега векот е подолг и автоматски сите други влијанија, па и стресот може да допринесат за стресот. Што значи? Стресот е повисок крвен притисок, повеќе хормони, оние кои некогаш не се баш толку здрави, и сето тоа на метаболниот дел на функцијата на срцето и на крвните садови може да допринесе за побрз развој на таа коронарна болест. Меѓутоа, ние можеме како доктори да видиме и да кажеме дека некогаш 80 годишни пациенти како да се на 30 години во статусот на коронарните артерии и обратно. Значи, пациенти со 30 и 35 години, нивниот статус, така да кажеме, на крвните садови, на коронарните артерии поготово, може да биде како на 70 годишен човек. Па некогаш било дека возраста на пациентот се одредува врз основа на состојбата на крвните садови. Точно, так, и то има и начин. некакви алгоритми во тој дел, така наречена биолошка старост, кај што пред се влијае тврдината или скаменетоста на крвните садови, така да кажам, во возраста во која се наоѓа и према тоа да се одредува биолошката старост. Меѓутоа, како што реков, тоа е генетскиот дел. Така, генетиката сепак има своја улога. Голем дел има и начинот на живење. За жал, новото време допринесува многу поголема инертност во однос на активности, на физичка неактивност, физичката активност која директно допринесува до напредок на таа болест. И акутниот инфаркт всушност е комбинација од сето тоа, бидејќи променетиот крвен сад сам по себе организамот може релативно добро да го компензира долго време. Значи, една стеноза на крвниот сад не значи сама по себе директно и инфаркт. Инфарктот обично настанува кога таа склерозирана стенозирана крвна жила одеднаш ќе се запуши со ново формиран тромб. И тој тромб всушност ја прекинува циркулацијата нагло во снабдувањето на тој дел од срцето со крв и тука настанува тоа ургентна состојба. Коронарната болест обично не дава никакви симптоми, можат пациентите со години да го имаат проблемот, а да не се свесни за тоа и всушност да сватат дека имаат проблем од кога ќе доживеат инфаркт. Па сепак може ли некои суптилни симптоми да има кои што се занемаруваат или не се сваќаат сериозно, кои што навестуваат дека ќе дојде до инфаркт? Точно. Има, значи, тоа е она хронична, коронарна болест која се развива постепено, се развива, да кажеме, со години, децении и всушност таа симптоматологија во тој почетен развој практично ја нема, бидејќи ние ги дефинираме
значајни некои крвни стеснувања на коронарните жили ако се над 75% од луменот. Тоа значи она што го гледаме ние на коронарографиите, кога е една крвна жила 50% стенозирана, нели, можеме таму и да мериме нешто, меѓутоа воглавно го проценуваме. Тоа веќе значи дека тродимензионално таа крвна жила е веќе 75% стенозирана, значи од нормалниот лумен. Меѓутоа, планиметриски зимаме за сигнификантно стеснување ако е таа жила негде над 70-75% намалена во луменот. Тоа е она, да речеме, најокруглото. Меѓутоа, тука влијаат многу други фактори за да кажеме или да проценеме која крвна жила колку влијае на важноста на работата на срцето. Тоа зависи од пациентот, зависи од дали претходно имал некои мозочни, срцеви удари, дали е тоа срце со нормална функција или веќе има изгубено од функцијата, дали е во комбинација со некои други додатни болести. Значи еден така е покомплексен пристап за да се види што и како еден пациент, нели, колку е загрозен од коронарната болест. Кога некој пациент ќе доживее срцев удар или инфаркт, дали секогаш ќе почувствува градна болка? Може ли овој срцев настан да биде проследен со некои не толку типични симптоми? Па има и едното и другото. И тука е, да кажеме, некогаш и забуната кај пациентите. Срцето по дефолт, нели, по она што е, како е градено, тоа самото не боли. Значи, кога настанува инфаркт, обично се проецира болката преку тие вегетативни нервни системи, се проецира ако е типичен инфаркт на, како што велиме, левата страна на срцето, тогаш се проецира во левиот дел на горниот дел на тораксот, во под мишката, како што велат пациентите, му се кочи левата рака и така натаму. Ако е инфарктот на десната страна, тогаш може да се јават симптоми како да има проблем со желудникот. Дури јас имав еден колега во Франкфурт кој беше кардиохирург и тој еден ден дојде со шал околу вратот, така, и кога прашувам што е, како е, па имам нешто болки, ангина во грлото, нешто сум настанат. После ден-два се воспостави дека има масивен инфаркт на десната страна на срцето и беше значи, толку нетипични симптоми. Така, да. Дури стручно лице од таа област да не може да значи, препознае. може некојаш да имитира. Да имитира сосем друга патологија и тоа сме го имале многу често, нели, и тоа е нормално да прво луѓето или докторите помислат за нешто друго, нели, која се јавуваат, да речеме, гастроентеролошки проблеми со повраќање некогаш, со типична болка во стомакот. А тоа е само надразба преку задниот зид на срцето која се проектира болката во тој дел во желудникот и така. Значи, типичните знаци се оние кои малтене сите ги знаат, меѓутоа генерално ние велиме секој дискомфорт во градниот кош треба да се расчисти. Значи се почнува од она што е, да речеме, најопасно, а тоа е прединфарктна состојба или така наречена ангина пекторис, кај што може да се јавува повремено некое стегање, не мора да е тоа болка, некој така нелагодност во градите, не мора да е и при напор, некогаш може да е и така при некои, како што рековте, и стресни состојби. И тоа да минува спонтано, без некакви... И тука е она што ме прашавте, дали има некои знаци. Да, ги има тие знаци за прединфарктна состојба. Инфарктот настанува, за жал, нагло,
како предиспозиција на повеќе значи работи, не е само како резултат на стенозирањето на крвните садови, него и какви се тие крвни садови. Може да е стенозата, условно речено, несигнификантна, меѓутоа да има, ние велиме мек плак, тоа е кога тој плак, стеснувањето може да дојде до руптура, како резултат на нагло покачување, например, на крвниот притисок, тај крвен притисок може да биде како резултат на една стресна состојба или на некој ексцесивен оброк или како резултат на некој поголем напор физички. Значи и обилен оброк може да доведе до таков проблем? Може, секако. Значи било кој вид на стрес за организамот може да доведе до некава и на тој руптуриран плак, тогаш многу полесно настанува угрушок, згручување на крвта и тоа е тај тромб кој го прави тој инфаркт. А може ли некој да има тивок инфаркт? Можеме да прочитаме за некој таков инфаркт, односно срцев удар, и пациентот сушност на ноза да го помина и потоа кога ќе направи некаков кардиолошки преглед да му кажат ти имаше, ти си имал инфаркт. И тој да не може ни да се сети кога се случило тоа. Има и таква опција, секако. Како велиме, во медицината нема 1 или 1-2, значи ги има сите можни опции за пациентите кои се, затоа и секој пациент е на некој начин посебен или другчие. Тоа е обично типично за пациенти кои се диабетичари. И кај диабетичарите често тие обично настануваат промени на малите, на дисталните делови од крвните жили и тие инфаркти се обично така и велиме помали инфаркти, не животно угрозувачки, на помалите гранки на крвните жили на срцето и тогаш може сето тоа да се случува подолгорочно, а да пациентот малтене нема некои поизразени симптоми. Меѓутоа, тоа е па опасноста да постепено срцето на некој начин одумира и се јавува таа, како ние велиме, исхемична дилатативна кардиомиопатија, каде што како резултат на такви епизоди дошло до поголемо одумирање на срцевиот мускул и тој се проширил. И срцето се проширува со времето и станува практично неговото понатамошно, кога ќе се јават симптомите, веќе е доста напредна болеста, е доста напредна фаза и тука обично операциите, у прав смисол на зборот, на байпас операција или стентирање, многу малку го можат да го повратат она што е веќе изгубено. И обично тие пациенти за жал завршуваат или на некоја похронична конзервативна терапија без некој, да кажеме, долгорочно очекување на некое долгорочно преживување, или завршуваат со некои помагала девајси кои сега во последно време ги има како механичко срце или така не, поголеми други зафати. Што треба да направи човек доколку почувствува градна болка или пак се посомнева дека има инфаркт? Што во тој момент? Па во тој момент не треба да го маргинализира тоа, нели? Некојаш и самата интуиција на пациентот кажува нешто не е во ред. И то треба да го расчисти, нели? Некогаш ќе легнат да причекаат дали ќе се смири градната болка. Да. И сето тоа е, да речеме, и човечки и нормално, да има и некој страв, нели, секој, да не сака веднаш да оде по доктори и, нели, и тоа е, да речеме, до некаде оправдано. Меѓутоа, таков дискомфорт кој ќе се јави во градите, прво треба да се исклучи она што е најопасно. Не секоја болка е болка од срцето и не секоја болка значи инфаркт, нели? Меѓутоа,
веќе кога се мине 40-та година макар што сме видели и на многу помлади и на Така, се помлади луѓе да, имаат. меѓутоа кај помладите има и додатни фактори, значи пушењето или било какви стимуланси додатно, овие нови напитоци со многу кофеин внатре. Пијалоци. Да, сите тие од една страна прават убрзување на срцевата работа, од друга страна го качуваат многу крвниот притисок и ако имаат уште предиспозиција за коронарна болест, тогаш таа предиспозиција многу брзо се манифестира и многу брзо се развива коронарната болест. Така да не треба некогаш многу долго нездрав живот за да дојдат некои брзи последици од сето тоа. Доктор, има ли нешто што не смеа да направат пациентите кога ќе почувствуваат градна болка или пак симптоми кои што укажуваат на инфаркт? Например, некој зема тапче, пациентите немат многу избор кога ќе почувствуваат поготово градна болка која се јавува одеднаш, која се јавува после некој стрес, после некоја помала физичка активност. Треба да расчистат таа, треба да се јават ако нешто. Значи треба да се јават веднаш на лекар. Да, треба да се направи некоја ЕКГ било во која амбуланта, да така човек кој се бави малку со кардиоваскуларна патологија да процени дали тука се работи за меѓутоа на крајот треба само да се расчисти. Сега и во Македонија имаме многу други услови однос на кардиоваскуларната патологија, да можат и во регионалните центри тоа сето да го прават. Така. И да се тој дел од суспектна коронарна болест да се расчисти. Тоа е веќе еден голем чекор. Споменавте ЕКГ да се направи. Дали тој преглед е клучен за да се постави диагноза инфаркт, односно срцев удар? Па не е клучен. Дава ли одговорите? Важен ли е? Секогаш се почува со ЕКГ? Секогаш, да. Бидејќи на ЕКГ-то се гледат и други работи, што веднаш може да се види. Ако е тој така наречен инфаркт со промена на ЕКГ, тогаш да, ама и се гледа веднаш. Меѓутоа има инфаркти кај што нема промена на ЕКГ-то. Значи може да биде уредно. Може да биде уредно, меѓутоа тоа е и да речеме ајде подобрата варијанта, бидејќи обично тие инфаркти не се толку животно загрозувачки. Можат да се поминат, така да кажам, и на нога некогаш. А меѓутоа за инфаркти кои се следени со промена на ЕКГ, тоа се така наречени имаме стеми и нон-стеми инфаркти, Така. стручно кажано. И стеми инфаркти се инфаркти со промена на ЕКГ. И тука се работи обично за трансмурални инфаркти, значи поголем дел од зидот на срцето е зафатен. Значи, тоа зборува директно дека поважна или поголема крвна жила е засегната или акутно запушена. И тука треба одма, да кажеме, итна диагностика и евентуално интервенција. Што дополнително се прави како испитување? Треба ли анализи преку крвта да се направат? Па видите, основно е ако се види дека има промени на ЕКГ и знаци за клинички знаци за инфаркт, треба веднаш да се реагира, не треба тој пациент да чека или да, не знам, се дава некоја конзервативна терапија, него напротив треба ургентно да се пренесе во соодветна институција кај што може да се направи коронографија и кај што ќе се исклучи дали е стварно тоа или не, најчесто е. И обично кај акутниот инфаркт е веќе усвоено да веднаш се направи стентирање. Така наречено директно стентирање, обично, како што реков, се работи за една крвна жила која има тој плак кој е направил услови да се развие тој тромб и тука со стентот обично се успева да се тој стент да го прошири тој дел,
да го затвори тој екзулцериран плак и да го реши тој проблем. И тука е она ургентна состојба каде што тие пациенти треба што побрзо да се донесат до таа институција кај што може тоа да се реши. Колку брзо, докторе? Од почетокот на првите симптоми, за да има добар исход, колку време треба да помине за да се направи интервенција? Треба да што побрзо. Сега со сите објективни услови, дали колку и што може брзо да се пренесе, меѓутоа се смета до 6 сати е оптимално да се реагира, да се постави стен. После 6 сати веќе се смета дека мускулот почнува да одумира. Меѓутоа, тоа е се индивидуално. На кое ниво, каде е настаната таа крвна жила, колку е доминантна таа крвна жила. Значи има многу фактори. Некогаш е многу ургентна таа состојба и треба што побрзо, бидејќи е животно загрозувачка. Некогаш, ајде да кажеме, помалку животно загрозувачка, ако е на ние како што ги делиме на не толку витални крвни жили кои исто така е важно, нели? Секој инфаркт е непожелен, меѓутоа може да се види дека например на десната крвна жила може инфарктите да не бидат и така фатални. На десната споменавте, така? Да. Додека така ние ако ги делиме на десно и лево, тие главните срце, така. Да, главните артерии на левата страна секогаш инфарктите се опасни, да кажам, додека на таа една од тие најглавната артерија таму се па и најопасна. Значи има разлика и тоа каде настанува тој инфаркт, меѓутоа генерално акутниот инфаркт е на некој начин апсолутна индикација за стентирање како резултат на брзо решавање на проблем. Кај хроничните, да кажам, коронарни болести, кај што се појавува ангина, немат инфаркт акутен, тогаш се проценува која е најдобрата метода во однос на долгорочниот исход. Бидејќи акутниот инфаркт е третманот е животно спасувачки. И тука нема дилема. И тука немаме некои, ајде да кажам, компетитивни релации во однос на дали то кардиолозите ќе го решават или ние кардиохирурзите, нели. Такво нешто нема и не треба да има. Бидејќи се знае веќе во литературата и на огромни серии веќе кои се исходите ако се оперира во акутен инфаркт, кои се во хроничен, нели, во хронична состојба. Кај диабетичари, кај пациенти со повеќе садовна коронарна болест, кај млади луѓе кај што имат поизразена коронарна болест, кај млади луѓе кои имат предиспозиција за таа коронарна болест, тогаш се гледа долгорочноста. И долгорочноста во однос на операциите е исто така на предност на операциите, а не на стентирањата, бидејќи хроничните стентирања веќе е докажано дека тие пациенти почесто се враќаат назад, имат почести хоспитализации, имат можност за нови миокардни инфаркти и имат повеќе, да кажам, можности да повторно на крајот завршат и со пак операција. Така да тука се работите така да треба да се процени на целокупната, да кажам, клиничка слика на сите ризични фактори и кој пациент од што највише профитира. Докторе, кога зборувате за операција, зборувате за бајпас? Да. За премостувањето, за всушност. Така, може ли да ми да објасните што е тоа точно? Какво премостување е тоа?
Па премостувањето, знаете, првата операција е изведена 67 година како байпас операција. Меѓутоа, тогаш се користеле вени од долните екстремитети, кои се префрлале во срцето, значи една така наречена аутотрансплантација на вени кои се служиле за премостување и затоа се вика аортокоронарно премостување и тој термин до ден денеска е останат. Меѓутоа после ние од кога сум дошол во Македонија, веќе уназад 25-6 години веќе, применуваме воглавном артериски графтови, тоест байпаси. Тоа значи ги користиме торакалните артерии кои се покрај градната коска и користиме радиална артерија како примарни графтови или примарни байпаси кои практично не ја допираме аортата на некој начин, него ги така поставуваме да всушност веќе не е аортокоронарен байпас, многу ретко ако има некои само промени такви на радиалната артерија да користиме вена. И тоа обично за некој крвен сад кој го сметаме за не важен. Зошто? Затоа што со искуството се увиде многу брзо дека тие вени, и логично е, вените не можат да бидат претворени во артерии, затоа што тие другчие се градени и тие обично дегенерираат. После 10 години веќе повторно се запушуваат и обично треба повторна операција. Со артериите, поготово со торакалните артерии, а и радиалната артерија во комбинација, тоа се природни артериски графтови кои практично ја заменуваат коронарната артерија и овозможуваат, тоа е активен графт, активно, значи жив байпас, така да го крстиме, кој се прилагодува на протокот и потребата на тој регион каде што е направен. Така да ако во тој дел срцето е позадебелено, има повеќе потреба од снабдување со крв, тој крвен сад расте во диаметар и со тоа ја го зголемува протокот. И обратно, ако нема толку потреба во тој регион, тој го намалува диаметарот, нели, тоа е некоја ауторегулација на организмот и затоа велиме са живи графтови, живи байпаси. Така. Во денешната емисија гледачите ќе имаат можност да постават прашање преку социјалните мрежи, преку нашата страница на Facebook. Сето она што ви е дилема поврзано со ова што говориме, можете да го формулирате во прашање, а потоа докторите од клиниката Жан Митрев ќе дадат одговор. Да. Так? Да. На таков начин така да ги вклучиме, бидејќи имаме уште многу прашања на кои што треба во интерес на времето да добиеме одговор. Како изгледа опоравувањето кај пациентот после преживеан инфаркт? Од што тоа зависи? Дали е со операција третиран, дали е со стент, дали е на левата страна од срцето инфарктот или десната? Масивноста? Пак морам да ги потенцирам работите. Секој пациент е за себе посебна и приказна, да кажам. Посебна приказна. Зависи од тоа, например, ако еден пациент доживее така наречен масивен инфаркт на некоја од главните крвни жили, во горниот дел на таа крвна жила, кај што има најмногу гранки, кои одеднаш престанува, нели, снабдувањето на голем дел од срцето, тогаш настанува така наречен кардиоген шок. И тој кардиоген шок, ако не се веднаш реагира, не е само да се отвори таа крвна жила и да се реши проблемот. Тука има веќе еден многу комплексен пристап. Тука треба еден голем тим од доктори, не само кардиолози, тука треба и анестезиолози со нели реаниматолози. Значи тие пациенти може да завршат со интубации, со имплантација на додатни девајси, помагала, како што е
да кажеме, една интрааортална балон пумпа, каде што таа пумпа заменува некој или додава на работата на срцето некој плюс 30%, за да во тој момент тој дел од срцето што не работи, да таа го помогне, а воедно и да го помогне снабдувањето со крв. Значи, тоа се тие најтешки состојби. Некогаш после еден таков инфаркт доаѓа до и независно дали ќе се веднаш реагира и ќе се постави стент и ќе се направи повторно снабдување на тој дел со крв, меѓутоа може да дојде до понатамошно прогресија на едемот на срцето, до руптура дури на делот од септумот, така наречено инфарктно ВСД, значи доаѓа до преградата кај што е меѓу левата и десната комора, доаѓа до нејно расцепување или пукање, како ќе кажеме, и тука доаѓа и до мешање на крвта, и со тоа доаѓа и до многу ургентна состојба или една од најтешките состојби, што може да биде, може инфарктот да направи така речена руптура на папиларен мускул, она што ги држи мускулот кој ги држи тие така наречени конци на митралната валвула и да дојде до нагло попуштање на митралната функција, значи на валвулата која спречува да се враќа крвта во плуќата и тогаш доаѓа до нагло влошување на тој пациент, значи со полнење на вода во плуќата и една многу ургентна состојба. И тука тие пациенти мора да се одма лекуваат хируршки, нема друга опција. Па до она што реков, зависи од на кое ниво, што и како се случува. Значи, некои пациенти со инфаркт, меѓутоа може да бидат на периферни некои гранки и кај нив дури не мора да се интервенира. Само со медикаментозна терапија ќе поминат? Само со медикаментозна терапија. Значи е голема таа индивидуалност на болеста и симптомите кои се јавуваат. Откако ќе се направи стентирање или пак бајпас, дали е можно повторно да се развие коронарна болест? Повторно се јават плаки? Обично знаете како, атеросклерозата е генерална болест. И појавата на плаки или склероза на крвните садови на срцето не одат, да речеме, толку изолирано. И ние и сега, многу одамна, го испитуваме целиот кардиоваскуларен систем. Значи, не само на срцето, него кога се прави еден преглед, се прави преглед и на главните крвни жили кои го снабдуваат мозокот, главните крвни жили во однос на сите внатрешни органи и исто така главните крвни жили што одат према нозите. Така да, повеќе од половината од пациентите, покрај тоа што имат, ако имат проблем со коронарните жили на срцето, тие имат и некоја друга додатна склероза и многу често е комбинацијата да еден пациент има или дојде за една, например, има болки во нозите, а кога ќе се прегледа, гледаме дека има сигнификантни стенози на срцето и практично тие болки во нозите се, како да кажам, второстепени, меѓутоа условно му го спасиле животот бидејќи има многу значајни стенози на срцето и обично завршува прво со операција на срце, па после со операција на нозе или многу често е да пациентите имат високо изразена стеноза на каротидните артерии, кај што е состојба на предмозочен удар и практично прво таа треба да се реши, а после да се решава срцето. Значи има
така да кажам, безброј комбинации и безброј можности што е она што е да се процени што е она поважното или што е поопасното, бидејќи ако не пристапуваме така, многу добро знаеме дека ако оперираме срце, а има он висока стеноза на крвните жили кои го снабдуваат мозокот, веројатноста тој пациент да доживее мозочен удар после операцијата на срце е многу голема. Така да ќе му го решиме, така да кажем, срцето добро, меѓутоа ако тој доживее мозочен удар, тогаш веќе, нели, повторно сме направиле не комплетно згрижување или обратно. Така да е една патологија која бара мултидисциплинарен пристап секогаш од повеќе специјалности и каде што треба да се добро процени сето она кој е првиот чекор, кој е вториот чекор и кој е третиот. Опоравањето зависи директно и од овие одлуки. Значи, ако се направат сите тие предвидувања за да не дојде до некоја непожелна компликација, тогаш опоравањето кај пациентите оди многу брзо. Кај стентирањата зависи во која фаза, нели е. Ако е инфарктот на време и без оние, како што ние велиме, хемодинамски промени, каде што веќе, нели, доаѓа до тој кардиоген шок, ако нема, ако е само чиста болка која е на време фатена, тогаш е опоравањето многу брзо. Тие пациенти добиваат стент, дали истиот ден или следниот ден си одат дома. Меѓутоа, ако развојот на таа клиничка слика била таква, тогаш е опоравањето многу тешко. Ако доаѓа до хемодинамски промени кај што има пат на притисок, имало да кажеме промени во ритамот, имало реанимација кај тие пациенти, тие завршуваат со интубации, завршуваат со промена во функцијата на бубрезите, некои комплетно откажуваат во тој период. Потребно е многу други работи за да дојде до стабилизација на организмот. И тогаш опоравањето може да биде недели, па и месеци некогаш. По преживеан инфаркт, неопходно е да се промени животниот стил. Значи, тука се редовните контроли, терапијата, но и промена на животен стил. Што тоа значи? Исхрана, физичка активност? Да. Смее пациент со преживеан инфаркт да биде физички активен? Апсолутно, да. Значи, промена на навиките, обично, нели, како што рековме, штетните навики, тие барем што ги знаеме. На кои што можеме да влијаеме? На кои можеме ние директно да влијаеме, тоа е пушењето пред се. Значи, за мене, барем, неразбирливо е да треба да се донесуваат закони за да не се пуше. Може би тие закони са и непотребни ако се ова сето што го ние збориме само прилагодено на школска возраст од прво делење па натаму, да се тие деца едуцираат што тоа значи, да сватат дека сето тоа е многу непотребно и многу опасно и колку тие, така да кажам, ќе растат и ќе одат кон позрели години, толку тие последици ќе бидат многу поизразени. Но факт е дека пушачите знаат дека е штетно пушењето. Па не знам дали знаат. Тие обично го маргинализираат сето тоа или не сакат да го прифатат, меѓутоа многу малку се добро информирани. Оние кои се добро информирани, мислам, е самоубиствено да се пуши. Ако знаеш дека сето тоа има такви или можни такви последици кај што можеш да завршиш ова што збориме, или да завршиш со мозочен удар, или со некој друг катастрофален исход. Се случило пациент после интервенција да си запали цигара, сте имале? Па да, има ги они од почетокот сите малтене се откажуваат од... На почетокот
Остават. Да, секој викенд готово не пушам и така. Меѓутоа, после некое време забораваат на болеста, веќе се излечени, добри се, нели, се е во ред и почнуваат пак по едно, по две, докторе, може барем по едно, по две, меѓутоа кој тоа може да го контролира, Значи ако нема не преговарање за бројот на цигари што ќе се запалат во текот на така да денот. има и такви пациенти кои продолжуваат да пушат. Нивна одлука, нели, секој на крајот треба сам да одлучува, не некој друг за него. Ја лично не сум за забрана, меѓутоа сум за објаснување и ова е нешто секако кој е најдобро, само ова е еден сегмент, меѓутоа сето тоа треба да биде многу по обсежно опфатено, уште од многу порано и тоа сознание сигурно ќе доведе до огромен дел да не пушат. Нели имаше и некое застрашување, лепеа некои грозни слики на цигарите. Сето тоа не помага. Малку помага. Помага само вака ако луѓе кои се поготово во таа бранша, луѓе кои го работат сето тоа секојдневно, да се поприсутни дали во медиуми, дали во разни некои воркшопови, па и во програмата на школството, за да го доближат сето тоа. Да се крене здравствената култура. Точно, бидејќи на тај начин е есенцијално да се превенира добар дел од. И тоа е докажано веќе дека движењето, активноста, здравата храна и поготово непушењето доведува до и оној кој има предиспозиција, голема фамилиарна предиспозиција за коронарна болест, место да биде на 50 години тежок пациент, можеби ќе биде на 70 или 75. Ќе се одложи. Ќе се одложи или во добар дел ќе се превенира и сето тоа вреди човек да инвестира го знае во здравието. И да инвестира во себе, нели? А тоа е само сознание на крајот. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и на вас. Некако помина брзо време. Летна времето. Ке се видиме повторно. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатен ден.